Драги ученици, добре дојдовте на овој видео час по македонски јазик за четврто одделение. На овој час, ученици, ќе се дружите со мене. Јас сум наставничка Наташа и работам во Основното училиште Ѓорѓе Апулевски како одделенски наставник. Што ќе научиме на овој час? На овој час ќе научиме да го анализираме текстот Божикни снегулки. А што треба да научиме? Треба да научиме да ја разбереме и да ја сватиме содржината на расказот, да направиме анализа на расказот преку составување на план, да научиме нови зборови и да ја откриеме пораката во текстот. Пред да предеме, ученици, да го анализираме текстот, малку да поразговараме. Се наоѓаме пред крајот на оваа година и наскоро ќе ни пристигне новата година. Зошто ја сакате новата година? Па предпоставувам дека околу новата година се кити елката во вашите домови, сите се надевате дека новата година ќе ви донесе многу подароци, верувате дека вашите желби ќе се исполнат. Сакам нешто да ве прашам. Ученици, верувате ли дека вашиот подарок се уште го става Дедо Мраз под вашата елка? Да ви кажам, моите ученици ми рекоа, наставничке, Дедо Мраз вике, ќе биде еден драг лик од сказните, кој што ќе го паметиме до крајот на нашиот живот. А пак некои рекоа, наставничке, да, мојот подарок ќе го донесе Дедо Мраз и ќе ми го остави под елката. Некои веруваат, ученици, а некои не. Како и да е. Оние што не веруваат, ќе не веруваат уште оваа година и верувам дека наредната година ќе разговараме малку поинаку. Како и да е, вие малку поразговарате со вашите родители, дали воопшто вашите подароци ги заслужувате. А верувам дека оваа година што измина, вие ќе бидете и сте биле добри, сте биле исполнителни, добри ученици, а верувајте, на таквите ученици и деца секогаш им се заслужени своите подароци. Одиме понатака. Но да видиме какви подароци сакал, што се случило една ноќ во домот на Кико. Дали било вистина или само сонувал, ќе то знаеме откако ќе го прочитаме текстот, односно расказот Божикни снегулки. За почеток, ученици, овој текст, да ви кажам, дека се наоѓа во вашите учебници, во вашиот учебник по македонски јазик за четврто одделение, од Љубица Севдинска и Весна Настовска, се наоѓа на страна 76. За почеток ќе го прочитам јас, а вие сакам внимателно да ме слушате. Божикни снегулки. Кико внимателно го намести божикното чорапче под елката. Секоја година добива многу подароци, па годинава не знаеше што да посака. Му падна помалку срам поради тоа. Излезе на терасата за да му се порадува на снегот. Тогаш забележа една необично голема снегулка. Ја испружи дланката за да ја фати. Не можеше да им верува на своите очи. Ги ококори. Снегулката всушност беше игрива балерина. Таа се заврте неколку пати на неговата дланка. Имаше долга кристална коса. Ја протресе својата главичка и се поклони. Мојата култура ми наложува да се представам, рече. Кико подзина од чудење. Јас сум Вера, продолжи. Знаеш ли зошто ме викаат така? Затоа што верувам дека твоето срце е полно со добрина. Верувам дека има многу добрина во срцата на сите луѓе. А ти, пријателче, верувај во мене. Посакај да бидам често со тебе, го посоветува. Кико не можеше да се изначуди. Набрзо, на неговата дланка слета уште една снегулка. Со фустанче од памук и бисерни чевлички беше прекрасна. И таа застануваше на неговата дланка, па со љубезна насмевка проговори. Се викам Надежда и не сум случајно тука. Мојата цел е многу благородна. Јас треба да ги топлам срцата на луѓето со надеж. Верувај во мене, Кико, посакај да бидам често со тебе, му рече.
На Кико низ глава му минаа стотина прашања, но за миг на неговата дланка слета уште една, најубава досега снегулка балерина. Танцуваше поубаво од сите. На Кико напате му се чинеше дека го кани да танцуваат заедно. Кога престана, ја бакна својата стаклеска дланка, потоа дувна во неа за да го испрати бакнежот. Му гореа образите. Јас сум Љуба, прошепна снегулката, обожавам да подарувам љубов. И многу сакам да ми подаруваат љубов. Сака ја и ти љубовта, Кико, и подарува ја. На Кико се му се измеша во главата. Не знаеше дали ова навистина му се случува. За да се увери, ги затвори очите и изброи до 10. Кога повторно ги отвори, на дланките имаше 3 големи капки вода. Ги изми сонливите очи, а тие го расонија подобро од кога било. Вера, надеж и љубов го стоплија неговото срце, а тој подскокна од радост. Сега навистина знаеше што ќе посака за Божик. Вера, надеж и љубов во срцата на сите луѓе. Преубава порака, ученици, преубав текст. Дали ви се допадна? Верувам дека одговорот ќе биде да. Овој текст, ученици, го напишала Виолета Ѓуровска. Пред да преидеме и да разговараме за содржината на текстот, сакам да објасниме неколку непознати зборови. Верувам дека сте ги слушнале, можеби ги знаете, меѓутоа сепак не е на одмет уште еднаш да ги пообјасниме. Надеж. Надеж, ученици, е кога имаме некаква желба или очекување за нешто. Вера, кога веруваме во некого или нешто. Љубов, сите сте го слушнале. Ајде уште еднаш да појасниме, кога гаиме некакви симпатии или кога некој или нешто ни се допаѓа. Ококори, тоа е кога некој не гледа вака со ококорени очи, со широко отворени очи. Благородна, велиме за луѓе кои што поседуваат квалитети на честност, на добрина, на искреност. Можеби некој овие зборови ги знаеше, меѓутоа сепак ги објаснивме за оние кои што не ги знаеа. Ако имате уште некој збор кој што не ви е јасен, ќе го објасните со вашата наставничка. Сега тука можеме да го стопирате видеото и секој од вас индивидуално да си го прочита текстот Божикни снегулки. Читајќи го текстот, ќе го поделите на 5 логички целини. Откако ќе го сторите тоа, ќе преидеме на анализа, ќе ги отвориме тетрадките и ќе преидеме на анализа на расказот. Ја верувам дека ваква анализа на расказ сте правеле досега, од што ни се состоеше од неколку подточки, меѓу кои наслов, поет, време, време на настанот, место на настанот и ликови. Под време на настанот, кога се случил, место каде се случил и кои ликови ни се случуваат ни се среќаваат во овој расказ. Под наслов Божикни снегулки ќе напишеме. Поетот е Виолета Ѓуровска. Време на настанот или случката. Кога се случил настанот? Настанот се случил една зимска ноќ. Место или каде? Настанот се случил во домот на Кико. Кои ликови ни се јавуваат во расказот? Кико, Вера, надежда и љубовта. Одиме понатаму. Под ова содржинска анализа влегуваше темата и планчето, планот е составен од прашања, чии одговори треба да ги напишете вие. Под тема, ученици, обично се пишуваше зашто станува збор во расказот. Во нашиот расказ станува збор за новогодишните желби на Кико. План, првото прашање. Што местел Кико под неговата елка? Кико секоја година го местел божикното чорапче. Мислел, ученици, дека божичното чорапче е тоа кое што му ги носи подароците. Со што е полно срцето на Вера? Срцето на Вера било полно со многу добрина, која сакала да ја подари на Кико цела година да биде добар. Со што топли надежда?
надежда ги топлела срцата на сите луѓе со надеж. Одиме понатака. Што подарувала љубов? Љубов била таа која што обожавала да подарува љубов. Со што се исполнило срцето на Кико? Срцето на Кико е исполнето со вера, надеж и љубов. И на крајот од оваа сутринска анализа се пишуваше пораката. Во срцата на сите луѓе треба да има вера, надеж и љубов. Тоа е, ученици, пораката од овој текст. Ако верувате во себе, ако имате надеж и се надевате и ја сакате таа работа што ја работите, верувајте дека успехот сам ќе си дојде. Не е секогаш да се надеваме и да веруваме дека само некој треба нешто да ни подарува. Материјалните работи, ученици, и не се најважните во животот. Одиме понатака. На крајот од часот, ученици, сакам да изработиме една техника која што се викаше скелет. Верувам дека вие досега сте изработиле многу пати, меѓутоа да се потсетиме. Првата точка ни беше реченица. Што пишувавме овдека? Овдека пишувавме за што се зборува во текстот. Во една реченица или една фраза, обично пишувавме или препишувавме една реченица која што ни го одбележуваше текстот. Во еден збор, тоа е, пишувавме едно зборче, најважниот збор што ја објаснува содржината. Символ или слика беше оној најважниот дел, или како што вие умеете да кажете, илустрација. Тоа е оној дел кој што за вас беше омилениот. Боја, која го представуваше чувството од расказот, и на крајот една од најдобрите работи во расказот или пораката. Ова ќе го изработите самостојно и на крајот од часот, доколку дозволува времето, еден или двајца ученици ќе го прочитаат, со тоа ќе се проверите што сте напишале. Јас ќе ви дадам мала сугестија, што не мора да значи дека вака треба да изгледа и вашиот скелет. Од реченица во текстот се зборува за новогодишните желби на Кико. Една реченица, вера, надеж и љубов го стоплија неговото срце и тој подскокна од радост. Еден збор, снегулка, тоа не значи дека и вие треба да го напишете. Символ или слика, јас нацртав една снегулка, а вие можете да нацртате што сакате. Боја, исто така, јас напишав сина, вие како го чувствувате. И една од најдобрите работи во расказот е Кико навистина знаел што ќе посака за Божик и за новата година. Вера, надеж и љубов во срцата на сите луѓе. Така, ученици, и јас ви посакувам во новата година многу надеж, многу вера, верба и многу љубов. А најважно од се, ви посакувам многу, многу здравје во новата година. Со тоа, ученици, може да го завршиме часот по македонски јазик. До